Во продолжение на вестите во Аргумент Плюс, нашата тема за денеска, изборите во Босна и Херцеговина. Се деси еден пресврт кој што за многумина не е очекуван, за некои може би е логичен развој на настаните, но она што ние сега сакаме да го видиме, тоа е новинарски поглед однатре. Емица Нијами Налбантич е во Сараево со години, таму живее, таму работи. Моја колешка уште од времето на А1 телевизија. Емица, добар ден, добре дојде во Аргумент Плюс. Добар ден и добро ве најдов. Што се случи всушност синоќа на изборите во Босна и Херцеговина? Еден краток преглед, па после нормално и неколку прашања ќе ти поставам. Да, дали се случи пресврт или не, се уште не е јасно. Она што требаше да биде бомба, така да ја наречам, односно синокешното славење на победата на кандидатот на партијата за демократски прогрес, дека нивниот кандидат победил Милорад Додик, односно дека Елена Тривич, нивен кандидат за председател на Република Српска, го победила Милорад Додик. Значи, пред 2 часа го демонтираше Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина. Таа излезе со официјален резултат дека се уште по преброени 81,2% од гласовите. Милорад Додик всушност води со 30.000 гласови. Ова тие го нарекуваат изборна кражба. Веќе посочија дека ноќеска, да речеме, во неколку градови, односно неколку села во Република Српска, тие вела дошло до кражба, дошло до манипулација, бидејќи дури и во селото, од кај што потекнува нивниот кандидат, значи Елена Тривич, ниту еден не гласал за неа, што вела дека не е можно, бидејќи незините се нели таму, незиното семејство е таму и не е можно незиното семејство да не гласало за неа. Тие сметаат дека веројатно дошло до полнење на кутиите, дека веројатно дошло до уфрлање на ливчиња веќе заокружени и така натаму. Што значи дека нивното прогласување на победа и она што значеше, значи бомба, уште еднаш ке речем, во Босна и Херцеговина, всушност сега е под знак прашалник. Но се случи уште една, би рекла, може би поочекувана бомба, а тоа е дека во председателството не влезе ниту бошњачкиот член на бошњачкиот кандидат за председателството на БиХ, тоа е Бакир Изетбеговиќ. Тој изгуби, значи, и ја презна и го призна поразот од кандидатот на Сдружената опозиција, односно од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Во игра за хрватски член на председателството беше навистина, како што се најавуваше, дека ќе биде навистина десно и дека можеби ќе победи представникот, односно кандидатот на ХДЗ, што повторно не се случи и повторно за хрватски член на председателството е избран Желко Комшич, за кого што ХДЗ, но и Хрватска посочуваат дека не го бираат хрватите во Босна и Херцеговина, односно дека тој не е нивен представник и дека всушност хрватскиот член на председателството победил со гласови од бошњаците. Добро, евидентно имаме намалување, би рекол, на бројот на гласовите кои доаѓаат од оној условно речено националистички табор. И тоа е некој вид на промена, без разлика сега како ќе се одвиваат во наредните денови, нели, овие обвинувања за изборен фалсификат, за кражби и така натаму и така натаму. Евидентно е дека има промена во волјата на избирачкото тело. Да. На што се должи оваа промена? На константното незадоволство на народот, значи на некои постојани, да кажеме, афери за корупција, па да не го спомнувам дури да речеме и во сред ковид, значи аферата за респираторите набавени од Кина за кои што беа платени еромни суми на пари. Значи константно би рекла политичката националистичка елита во Босна и Херцеговина ја следат афери. Да речеме обвинување од страна на опозицијата дека тие земале се од судство, дека го држат судството под своја рака, дека држат полицијата своја рака и така натаму и така натаму. Ми се чини дека еден зрак на надеж дека може да се подобри ситуацијата
е победата пред 2 години на опозицијските партии, односно тие заедно во коалиција, значи успеа да дојдат на власт во кантон Сараево, кој што многумина го сметаат за најбитен кантон во Босна и Херцеговина. Тие покажаа волја дека може да се работи и дека можат работите активностите на власта да бидат во прилог на државата, во прилог на граѓаните. Би рекла, многу, да речеме, граѓани климнуваат со глава кога го праша премиерот, да речеме, но кантон Сараево, од каде ви пари за тие и тие некои работи, тој одговори, кога не се краде, пари се има. Меѓутоа ми се чини дека на народот, како што велат, му прекардаши, многу млади замина, не само млади, значи постари луѓе, семени луѓе, гласачкото тело некаде околу 3,5 милиони изнесува, меѓутоа 50% излегува, некои немаат волја, оние што излегаа бараат промени, но треба да се знае дека излезноста е мала и поради тоа што голем број луѓе се заминати од Босна и Херцеговина. Во добар дел, би рекол, овие избори беа наблюдувани и оценувани врз основа на тоа што ќе се случи во Република Српска. Зошто тоа го зборувам? Поради контроверзниот однос, би рекол, на Додик, неговите релации со Русија, неговите релации, се разбира, тука во блиското балканско окружување со Вучич, но пред се поради контроверзноста на неговите односи со во оној поширок диапазон, значи во рускиот елемент. Тој напати има повторено дека го поддржува Путин, дека ги поддржува и оние автократски други лидери што се во Европа, како што е фронтменот на Унгарија, например. Токму заради тоа, оценката за овие избори во многу ќе зависеше од тоа дали Додик ќе остане на власт во Србија или може да се случи нешто друго, што еве гледаме се случува. Како понатаму, зошто прашувам како понатаму, бидејќи во многу нешта кој ќе биде победник, дали членот кој што го предлага Додик или членот на оваа опозицијската партија, во многу нешта зависи од тоа како меѓународниот фактор сега ќе се постави врз овој изборен фалсификат во најава, би рекол. Да, би рекле во најава, бидејќи додека не се прегледаат сите резултати, додека не се официализира, не ќе може да се знае, бидејќи можеби и Елена Трибиќ да е победник кога ќе се прегласаат сите гласови. Додик е некако фигура која што се наметна како националистичка. Јас би рекол малку и на безобразен начин, неговото однесување кон медиумите, кон Федерацијата, кон остатокот на Босна и Херцеговина и неговото, еве под наводници да кажеме, како велат нонстоп кисне во Белград покрај Вучич, значи сето тоа го направи од него една многу битна фигура, иако би можела да кажам не беше толку битна како што е денеска. Ми се чини дека Додик на сите овие, да кажеме и кога станува збор за Русија и за Украина, ми се чини како да го води инатот, значи се она што ќе биде речено од меѓународната заедница, тој ќе оди контра. И не значи само во овој случај, него и за мноштво одлуки, да речеме, кои што се донесени или препораки од страна на меѓународната заедница овдека во Босна и Херцеговина. Она што е сигурно е дека Додик игра заедно со Вучич, а тоа е неговото постојано, значи, одење за Белград, често пати, значи, давање на поддршка на претседателот на Србија и ми се чини дека тој ниту една одлука не ја носи надвор од консултации со Александар Вучич и со владата на Србија. Дали тоа може да се смени? Честопати, значи, новинарите овдека во Босна и Херцеговина на Додик му имаат префрлено дека 3-4 пати, значи, ова зборувам за пред да стане ваква фигура каква што е денеска, всушност бил им одел на раката на американците, односно американците неколку пати го имаат вадено од незгодни ситуации. Тој тоа го демантираше. Доли можете да замислите во кој, значи, сооднос оди неговата промена, бидејќи тој пред доста години, пред 20 години, ако не и повеќе, призна дека во Сребреница се случил геноцид. За сега, кога тоа ќе му се спомне, а му го спомне еден новинар
овдека во Босна и Херцеговина се наоти категорично го отврли оно што го речите така натаму. Значи, каде Додик постои огромна трансформација. Ми се чини дека тоа е директно под капата на Вучич и дека ако Додик, да кажеме, изгуби на овие избори, ми се чини дека тоа можеби ќе биде и со амин од Белград, бидејќи како што велат овдека, ова покажува дека Милорад Додик значи не е единствениот представник на србите во Босна и Херцеговина, како што тој сака Милова да се нарекува, и иако постојано повторува дека ќе отцепи Република Српска, значи секогаш кога ќе згусне или кога ќе се појави некоја афера, тој оди со тоа обвинување, но секако тоа е играч на Александар Вучич. Што вели вашиот внатрешен аналитички глас? Дали евентуалното заминување на Додик може да изврши една посилна кохезија во општеството во насока на еден по-засилен унитарен карактер на Босна и Херцеговина? Па да, ако победне значи кандидатот на опозицијата, да, бидејќи тие се за Република Српска, но за сега, значи не се во толкава мера Република Српска надвор од границите на Босна и Херцеговина. Тука јакнење на незината улога во рамките на БиХ, за разлика од Додик. Меѓутоа, знаете како, политиката е чудна работа. Доколку сметам лично партиите овдека на левицата во Федерацијата пружат рака на би рекла своите колеги од опозицијата, односно левицата би ја нарекла во Република Српска, може да дојде до кохезија во општеството во Босна и Херцеговина, до подобрување на животот на граѓаните во Босна и Херцеговина. Би можело, бидејќи вие знаете, Босна е богата со вода, богата со струја, со дрво, значи сето она што чини, нели, сето она што може да се искористи и дома и да донесе пари од надвор. Меѓутоа, значи, битно е да престане да се игра на националистичката карта. Дали е можно? Веројатно е можно, но како што велат, можно е единствено ако таа националистичка карта не е да се решава, туку да се остава на страна, да се решаваат битните економски прашања во државата. Емица Нијамин Албантич, ти благодарам за ова гостување во Аргумент. Се надевам дека ќе имаме можност и во наредните денови на една почиста ситуација, уште еднаш да искоментираме што и како се случува. Во секој случај, благодарам за ова интервју. Благодарам и вам. Да, почитувани гледачи, тоа беше интервјуто со Емица Нијамин Албантич, која што се однесуваше на изборните резултати во Босна и Херцеговина. Ние продолжуваме понатаму во Аргумент Плюс, фрламе поглед на изборните резултати во нашето соседство во Бугарија. После победата на ГЕРБ, која што не е убедлива, што тоа може да значи за односите на Република Македонија и Република Бугарија. Ви благодарам за разговор, господин Арсовски. А дали по изборите во Бугарија може да се каже дека ќе сметаме на добри односи сега меѓу Скопје и Софија? Па, Бојко Борисов секако е позапознат со ситуацијата и беше подолго вклучен во решавањето на споровите. Не знаеме дали треба да очекуваме подобри односи таму. Во наредниот период во Бугарија ќе има дополнителна политичка нестабилност, бидејќи не се чисти бројките околу тоа кој може или кој не може да состави влада. Бојко Борисов е победник на изборите, но наративот на другите партии на претходните избори беше дека не сакаат коалиција со него. Така што во таа ситуација мислам дека Радев се уште ќе задржи значајна улога во политичкиот живот во Бугарија, а Радев веќе најави дека прашањето со Македонија ни одалеку за него барем не е адакт. Не треба да очекуваме некакви нови ескалации. Темата Македонија не беше главна тема на изборите, како што беше на претходните циклуси или два. Но мислам дека ова не е крај на очекувањата на Бугарија за некакви компромиси од наша страна или концесии, но дека тие барања се поставуваат во рамки на европската структура, а не директно од Софија во билатералните односи, бидејќи билатералното прашање е затворено со договор. Македонија по долго време не беше тема за предизборни поени. Борисов за формирање коалиција остави отворена врата. Што мислите, можно ли е стабилно мнозинство во Бугарија?
тешко ќе биде да се формира стабилно мнозинство, најмногу затоа што единствен релативно сигурен партнер на Борисов во моментот е ДПС, партијата на турското малцинство, додека другите партии нагласија минатиот пат дека не сакаат коалиција со ГЕРБ. Имајте предвид сепак дека партиите кои предолго калкулираа со своето учество во владата, како има таков народ на Слави Трифунов, па и продолжаваме промената на Кирил Петков, електоратот ги казни за тоа. Има една порака од електоратот на последните избори дека очекуваат стабилизација на политичката ситуација. Дали тоа ќе значи пресврт во ставовите на овие партии и формирање стабилна влада, допрва треба да се види. Мислам дека им следи период на потешки преговори. Колку составот на едната коалиција ќе донесе добри односи меѓу двете држави? Мислам дека тие односи се веќе преселени во Брисел. Тие се одвиваат низ европска призма, билатералниот спор е затворен и сега веќе тоа влегува низ една европска динамика. Не верувам дека ќе има некакви билатерални други проблеми во таа смисла, освен што ги гледаме спорадичните изјави многу на Каракачанов, Захариева и Ради по тоа прашање, но не мислам дека е тоа крај на проблемите. Мислам дека ќе имаме дополнителен пресинг од Бугарија на сите прашања кои остануваат да се дозатворат во тој договор во текот на нашиот европски пат. Што мислите, дали е можно да има и техничка влада во Бугарија и што би значило тоа за нас како држава? Не е исклучено да има техничка влада, меѓутоа техничка влада, ако зборуваме за техничка влада, тоа би значило нови избори во Бугарија. А друга е влада на широка коалиција или експертска влада. Таа може да потрае и подолго. Техничката влада има ограничен рок на траење и таа е предвестник на нови избори. Во секој случај, или со техничка, или со широка, се гледа дека Радев ќе има се уште доминантно влијание во политиката, како една од главните политички фигури, и дека со самото тоа не треба да очекуваме преголемо стоплување на односите со Бугарија веднаш, иако имајте предвид дека наративот на изборите доминира економските теми, политичката стабилност, енергенските, цените, инфлацијата и така. Господин Арсовски, ви благодарам за разговорот. Тоа беше се во ова издание на Аргумент Плюс со темите на денот, изборите во Босна и Херцеговина и Бугарија. Се одјавуваме од тука од ова студио. Пријатно!